и доколку човекот патува, значи толкова растојание и не намерава таму, нема намера да остане таму подолго од 15 дена, според ханефискиот мезхеб, тој се смета за патник. И во оваква ситуација тој има сега одредени олеснувања. Тие олеснувања се и за намазот. Но останува главната дозвола дека човекот кој што ги исполнува прописите на патник, дека нему му е дозволено да го прекине постот и да не пости и да го напости тој. Тоа пак се враќаме на она што пред малку го кажав. Значи ние не сме овде да кажеме чекај ти можеш да постиш. Дали ова е секогаш обврска или пак има можност да се плати компензација која се вика фидија за тие луѓе кои што на долгорачен план не се во можност да постат. Многу луѓе сум сретнал кои што постот им помага во нивната болест. Значи самите почнале да постат и виделе дека постот всушност им помага во таа болест. Што е со луѓето кои што се на умра? Што им препорачувате? Дали тие во која категорија влегуваат дека тој свет на свето место да видиш во свет месец, тоа е дупла добивка, да кажам, и не би требало да се пропушти на такви места и во тоа време. А што е со децата, на пример, од која годишна возраст се препорачува да почнат, како е фазата на привикнување? Старите изнемоштени лица. Субханаллах, да не сочува од тешка старост. Има луѓе кои што веќе се во длабока старост и кај нив веќе постои таа деменција, забораваат, може имаат некои проблеми со свеста, не знаат каде се губат и во простор и во време. За таквите луѓе, дали останува обврската да се плаќа фидија или пак тие се ослободени од обврската на постот? Инсулинот, дали го прекинува постот или не го прекинува постот? Оно што можев тука, истражувајќи за овој проблем, што можев да видам дека повеќето исламски зналци сметаат дека инсулинот не го прекинува постот. Мухамед алейхиссалам во еден хадис која се прашува за 1/3, вели 1/3 е дозволена да се остави како васиет, како тестамент на луѓето кои што не наследуваат, но вели 1/3 е многу. Што сака да каже Божиот пратеник со ова, дека ако поминала 1/3, значи дека поминало многу. Бисмиллахи рахмани рахим, во името на Аллах, со милостиот милостивиот, се наоѓаме на почетокот на нова епизода на Диван подкаст, специјална едиција за месецот Рамазан. И вечера наш гостин ќе биде почитуваниот Ефендија, Џеват Ефендија Хот, со кој ќе разговараме за некои прашања кои се поврзани со прописите на постот. Ние знаеме дека постот не е само духовно доживување, туку има и одредени прописи кои треба да се запазат за да тој пост биде исправен и за да биде примен од нашиот Господар Аллах Џелешануху џеле џелалу. За да разговараме по овие прашања, со нас исто така вечерва и Фатмир Асо Точка Ковачи, кој што ќе не дружи и ќе биде наш соговорник во ова наша беседа. Почитуван Ефендија, често пати ние како оџи знаеме да кажеме дека постот е ибадет кој што повеќе се однесува на натрешните аспекти на постот. Значи тоа е богоугодно дело со кое што ние го величаме нашиот Господар, го спомнуваме и се сеќаваме на него. Сепак, не се работи само за натрешниот аспект на постот, имаме и одредени прописи кои се поврзани со постот кои што треба да се запазат. Прво прашање за кое што би сакал да прашам е прашањето кое е поврзано за човекот кој што се смета за патник. Дали за еден патник е подобро да пости или пак е подобро да не пости? Или која е таа мерка или тој фактор кој што треба да се земе предвид за да се одреди дали за еден патник е подобро да пости или да не пости? На почеток да се заблагодарам за повторно повикување во вашето студио. Да ги поздравам. Веќе сте дел тимот, некој. Да. Сега веќе
Имам и клуч од студиото. Уште малку. Шифрата ти ја кажав. Да, шифрата ја одовив од Фатмир. Како беше? А точка. Или? А со точка. А со точка. Ковачи, така е. И веќе сега можам дури, како што кажав минатиот пат, и јас да поставувам прашања, но би сакал пред се да почнеме можеби со еден вовед во ова прашање, а тоа е дека кажавте дека постот има своја духовна димензија и таа физичка димензија, која што ако се осврнеме или ако погледнеме во куранските ајети, постот се спомнува во ајетот каде што Аллах Джелешануху и се обраќа на Мерјем или Марија, мајката на Иса алейхиселам или Исус, и каде што таа вели дека инни надарту лиррахмани саума, дека таа кога ќе се врати со детето, со Иса алейхиселам во својата средина од каде што живеела и каде што тие ќе ја прашуваат од каде е детето, на кој начин дошло, сите знаат дека таа не е мажена и дека таа исто така била една побожна, честита жена и сега е чудно како може таа да има дете. Таа вели и Аллах Джелешану и дава обврска да пости, нели? Во овој случај инни надарту лиррахмани саума, треба да каже јас се обврзав дека ќе абстинирам, дека ќе се воздржам од зборување, од говорот. Значи, овде е спомнато дека зборот пост, кој што го користиме како саум во арапскиот јазик, у суштина е абстинирање од зборување, од говор, од комуникација во овој случај со другите луѓе, така да би кажал дека ова е можеби поважен фактор отколку овој физичкиот фактор, меѓутоа исламиот исламски верозакон има едно правило каде што се вели нахну нехкуму бидзавахир. Ние донесуваме суд според тоа што е се случило, што е видливо, што е очигледно, нели? Затоа во исламот тие кои што се лицемерни, тие кои што во себе се неверници, а надвор исполуваат ислам, шехадет го кажуваат, клањаат, постат, одат на хаџ и сите други работи кои што се видливи, кои што муслиманот ги практикува, тие ќе бидат меѓу муслиманите третирани како муслимани, но во ахирет, на ахирет или во идниот свет тие ќе бидат со најжестока казна или со најлошата казна ќе бидат казнати. Но на овој свет тие нема да имат никакви консеквенции, бидејќи прописот за нив на овој свет. На овој свет е според што се гледа. Што се гледа. Дека на овој свет ќе биде според нивната суштина. Нивната суштина е дека тие се неверници. Тие се неверници, така. Сега исто така и овде, затоа како еден вовед кажав да го имаме тоа в предвид, дека многу работи во исламот се третираат според она што е видливо и според она на кој начин човекот тоа го практикува или го работи, со каков ние тоа го прави, веќе е нешто што ние не можеме да навлегуваме. И кога се даваат фетви или кога се даваат одговори во вакви ситуации, мора да се даваат според она што е очигледно и она што е видливо. Бидејќи и како оџа, како имам, често пати сум добивал такви прашања кои што луѓето поставуваат можеби исто прашање, меѓутоа секој од свој аспект. А јас не сум тука за да судам дали е тоа злонамерно или добронамерно се поставува прашањето или дали се сака со тоа прашање човек од себе си да си олесни. Она што секој треба да знае дека сите тие чувства кои што ги имаме во себе и таа намера и ниет, Аллах Джелешану тоа го знае. Значи не може ако прашаме еден ефендија, еден оџа, дали смеам ова да го направам, јас сум таков и тогаш он ќе му каже да, можеш, и он после да каже еве јас добив дозвола од оџата. Да, си добил дозвола затоа што си
кажал дека на одреден начин ја презентирал меселата. Може си би го навел, може би да. Да, си го навел или не си се доискажал потполно, не си кажал сите околности и онда и тогаш според таа што си го кажал, фетвата може да биде една, а доколку ги кажеше сите поединости, тогаш фетвата може би ќе беше друга. Затоа и кај исламските учењаци некогаш фетвите се даваат за одредено време и за одредено место. Значи, како што беше со имам Шафија, кој што има месеб, новиот и стариот месеб на имам Шафија. Или како што имаме кај Ахмед ибн Хамбел, како факи или како тој исламски правник, кој што често пати во неговите одговори он не дава еден одговор, туку дава два, а некогаш дори и три одговора ќе даде, можеби за исто или слично прашање кое што му е поставено. И тогаш овде сега се доаѓа до еден заклучок дека и исламскиот верозакон, значи има одредени работи кои што ги има прецизирано точно, но некои работи не се точно прецизирани и тие имаат простор да бидат доискажани, имаат простор да исламските зналци дадат можеби за тоа време, за тоа место еден одговор кој што ќе важи за тоа време или за тоа место. Не поврзано со прашањето кое што е поставено, значи само сакав да како еден вовед да спомнам дека ние во исламот имаме тие 4 правци или 5 правци кои што се познати во исламскиот верозакон или месхеби, каде што овие зналци, исламските зналци давале фетви, правни децизии, каде што тие кога тоа го кажале, не го кажале во смисол дека тоа е заклучно со нив и дека не може да има и друг некој одговор, но за да дојдеме до некое посигурно решение или поточен одговор, треба да имаме луѓе од тој калибар, кои што имале такво знаење, кои што имале такви можности, кои што можеле да ни дадат попрецизен одговор за прашање кое што е поставено. Сега ми овде како оджи или како луѓе кои што ги следиме тие исламски зналци, треба да кажеме дека не сме толку компетентни за да можеме да даваме некакви нови одговори на тие прашања, ние можеме само да пренесеме она што веќе е заклучено, што е кажано, што како исламските зналци, со околностите, да, со местото каде што живееме и времето во кое што живееме. Од таа гледна точка, веќе сега можам да кажам дека вашето прашање или прашање кое што е поставено за мусафир, имаме неколку мислења. Што е мусафир? Како да одредиме кој човек е мусафир и кој се смета за гостин и дали тој гостин сега е ист и кај едните и кај другите и дали по сите мислења имаме согласување и гледаме патник беше прашањето гостин или патник, да, мусафир ми е тоа. Мусафир кај нас се користи за патник додека во арапскиот, за гостин додека во арапскиот мусафир е патник. Патник, да, чисто да гледачите да не. Да, гостин кога велиме е некој кој што дошол оддалеко, после патување. Да, од далеко патување, така е. Да, подобро е да кажеме патник, зашто и патник може да биде некој кој што кратко патува, па да оди и се враќа без да гостува. Без да гостува, така е. Да, попрецизно е да кажеме патник, значи ханефискиот месеб кој што на просторот на Балканот најмногу се практикува, вели дека патник е тој што ќе патува некаде околу 90 километри. Сега тука исто имаме, порано немавме метри, па со метри да мериме, туку во тоа време се мереше со стопи, со подлактици, а тие може да бидат со лактови 1 сантиметар поголем или помал, а потоа со километри кога ќе се мери да имаме разлика во 1, 2, 3 километри повеќе или помалку. Значи, отприлика 90 километри, тоа би во денешно време било некаде тука
накај Приштина некој да тркне или да тргне некаде до Кичево, па Кичево е 100 и неколку километри, али од прилика, нели, до Кичево, до Стража некаде тука, така е. Зависи во кој правец оди и доколку човекот патува, значи толкова растојание и не намерава таму, нема намера да остане таму подолго од 15 дена, според ханефискиот мезхеб, тој се смета за патник. И во оваква ситуација тој има сега одредени олеснувања. Тие олеснувања се и за намазот, може да го скрати намазот, може да ги скрати тие намазите кои што се клањаат 4 рекјата на 2, тој што се клања 3 не може да го скрати, сабах кој што има 2 рекјата исто не може да го скрати, значи може да ги скрати пладне и киндија и јација. Исто така има олеснување, може да не ги клања сунетите, и има олеснување, може да клања и додека се вози, додека седи во кола или автобус, или значи овие сунети, ако сака доброволните намази, значи не мора да излезе и да клања, туку во седечка положба може тоа да го направи. Има олеснување со мествите, тој што е дома може местви да користи, кожни чорапи, да не ги мие нозете во абдестот, или за секоја земање на абдест должен сме да ги миеме нозете, но кога ќе облечеме местви после земениот абдест, имаме право 24 часа да не мораме да ги миеме нозете, туку само со мокра рака да поминеме врз горниот дел на тие местви, но мусафирот веќе има 72 часа, значи 3 дена и 3 ноќи има повеќе, значи поголема можност или подолго време тоа да го прави. Исто така олеснување, поголемо олеснување. Да, тоа би било најдобро на тој начин да кажем, као што исто така има и некои други олеснувања, например, ако не може да најде вода, може да земе тејемум, тоа е веќе во друга ситуација, бидејќи самиот пратеник во еден хадис рекол патување е вид на казнување, затоа што човекот не се наоѓа во нормални услови, каде што има дома, кај што има фамилија, кај што има јадење, кај што има пиење, кај што има вода, кај што има место да се одмори, нели, он сега веќе функционира во сосема вонредни услови и веќе за него сега не важат правилата као што важат и за овој кој е дома. За него не важи правилото да мора да клања џума намаз, а џума намаз, Аллаховиот пратеник вели тој што не клања 3 џуми, нели ќе му биде запечатено срцето. Еве, он може да не клања, ако патува перманентно, има луѓе кои што нонстоп се на пат, луѓето кои што возат камиони, кои што возат авиони, автобуси, кои што патуваат со илјадници километри, кои што патуваат по неколку месеци и може да се случи таквиот човек да не може да клања џума. Сега овој патник што ги исполнува и устови што ги спомнавме, над 90 километри, нема намера да остане повеќе од 15 дена. За него, што е подобро? Дали е подобро да се пости или е подобро да? Да, сега доаѓаме до точката, јас сакав само да објаснам колку му е даден значај на човек кој што патува и колку олеснувања му ги дал Аллах Джелешануху, и спомнати се тие во Куранот фемен кане минкум меридан еу аля сеферин. Овде Аллах Джелешану во овој ајет кај што зборува за постот вели кој е болен или е патник. Значи овие две категории ги спомна Аллах Джелешануху и според тоа, значи тој има олеснување или има можност да не пости во тие денови во кои што тој е патник. Сега овде учењаците или исламските зналци имаат неколку мислења. Дали е подобро, дали е за него обврска да не пости, или само може да пости, или се дава право да бира. И има право да бира. Тука веќе имаме неколку мислења. Едни велат дека е подобро да не пости. Зошто? Затоа што Аллаховиот пратеник во една ситуација
кога излегле со асхабите од Медина, тој јавно пред сите зел и се ифтарил. Значи го расипал постот. Со овие го прекина, го расипал, да, зашто се користи во нашиот народ и расипување, расипување и прекинување на постот. Така. Значи со овој хадис сака да се каже дека луѓето треба да го прекинат постот, затоа што тоа го направил и Аллаховиот пратеник. И сите тие зналци кои што овој хадис го земаат како клучен во оваа месела или во овој проблем, тие велат дека мусафирот треба да го прекине постот. Но имаме сега и други хадиси каде што имаме докази дека Божиот пратеник, асхабите постеле за време на патување, што значи, тие сигурно не би го работеле тоа кое што Аллаховиот пратеник го забранил. Така. И затоа оние велат дека не е обврска да се прекине постот, но тоа е само олеснителна околност за тие кои што сакаат да го прекинат. Така да човекот може да избере, ако се чувствува доволно силен, особено во денешни услови каде што може би човекот ќе почне да патува, да кажеме до Приштина, имаме саат и пол, 2 сата патување. И сега ако тргнеме ифтарот, во денеска беше во 5:40, ако не се лажам, сега ако тргнеме некај 3 саат, 2 сата, сега зашто да го прекинам постот, кога ми е лесно да дојдам до местото каде што сум тргнал, за тие 2 сати имам убава кола, имам со клима, не е топло, немам никакви маки, ме чека таму ифтарот, зашто би го прекинал постот. Така да, од таа гледна точка, да. Но ако човекот тргнува после суфур, топло е, нема клима, има задржувања, во колата е тешко и така натаму, таа тежина на патувањето, дури ако е он шофер на, да кажеме, на автобус, па со себе практично има одговорност за животите на тие луѓе кои што ги возат, кои што се во автобусот. И сега може да му шекерот да му падне или ова или она. Такви ситуации, значи, треба да се избегнат и он сега проценува дека му е подобро да не пости, затоа што го знае своето тело, затоа што знае што може да му се случи, затоа што веќе претходно му се имат случено нешто слично и он одбира да не пости. Тоа е апсолутно избор кој што Аллах Джелешану сигурно нема да го казни или да го бара. Е поврзано со тоа дали постот представа потешкотија значителна или пак не се чувства, нема голема разлика помеѓу тоа дали е дома или е на пат. Но останува главната дозвола дека човекот кој што ги исполнува прописите на патник, дека нему му е дозволено да го прекине постот и да не пости и да го напости тој. Тоа пак се враќаме на она што пред малку го кажав. Значи ние не сме овде да кажеме чекај ти можеш да постиш. Да. Ние не смееме тоа да му го кажеме никому. Значи секој човек сам ќе одлучи дали може или не може, дали сака или не сака. А тоа внатре ќе го оставиме кај Аллах Джелешану. Он самиот си знае дали го направил тоа, зашто може да кажеме сега некој човек денеска не му се пости, сега јас ќе тргнам кон Приштина, немам никаква работа, чисто онака ќе отидам таму за да можам да искористам таа поволност. Да искористам таа поволност и да не постам денеска. Значи ако некој аспект тоа му е дозволено. Тоа му е дозволено. Но однатрешно ќе одговара кај Аллах, дали зошто го направил тоа? Дали имал потреба? Дали патникот откако ќе заврши месецот Рамазан, треба да ги надомести тие денови? Да, сега тоа е веќе второ прашање. Подпрашање нека биде дека има второ или подпрашање кое што се надоврзува на ова главната, тоа е дека не само патникот, туку сите тие категории кои што Аллах Джелешану им дозволил да можат да не постат, да морат после Рамазанот да ги испостат или напостат тие денови кои што не ги постеле за време на Рамазан. Кои се тие категории покрај патникот? Тие категории се
болниот кој што има болест која што постот практично му ја загрозува или му ја влошува ситуацијата со состојбата, со болеста. Тука може да влезат и трудни жени, тука може да влезат и жени кои што им доилки, кои што имат деца за доење. Тука може да влезат жени кои се од циклус, да, тие веќе ниту клањат, ниту постат, но после се должни да ги испостат тие денови. Тука влегуваат и многу стари луѓе кои што се немокни, кои што значи не се способни да постат и отприлика тоа се тие некои категории. Жените од периодот на после раѓањето? Да, тука кога зборуваме за жените, значи хајз нифас, тоа е секогаш ги спомнуваме како една категорија, значи во менструален или постпородилен период. Сега на постувањето или да ги испостиме тие денови кои што не сме ги постеле. Дали ова е секогаш обврска или пак има можност да се плати компензација која што се вика фидија за тие луѓе кои што на долгорачен план не се во можност да постат. Например, имаме болест која што е хронична, пациентот е принуден да прима терапија во текот на целиот негов живот, останатиот, и не му е дозволено зашто ќе се влоши. Во оваа ситуација, дали не му е дозволено да плати фидија, значи компензација, или пак дозволено и да пости? Да, тоа е уште едно прашање кое што е спомнато во овој курански ајет кој што пред малку го спомна, фидјату таами мискин, каде што Аллах џелешану ја спомнува таа клаузула, да така кажам, за овие кои што не можат да постат. Оно што е важно да кажеме, и тука многу луѓе, барем мене често пати ми имаат поставувано такви прашања, па гледам дека има недоразбирање кај луѓето, они особено жени кои што се трудни, жените кои што ги дојат децата, имаат или погрешно им е кажано, или можеби погрешно и разбрале, дека ако не постеле, дека можат да платат фидија и со тоа се завршува нивната обврска. Тоа е еден случај, а друг случај е дури тие знаат дека после година или две, кога ќе имат можност да ги напостат тие денови, тие тоа ќе го направат, но со тоа тие плюс плаќаат фидја. Значи, постат после година-две, плаќаат фидја. Фидјата е да се нахрани еден сиром. Значи, овде Аллах џелешану како компензација дал, тој што не може да испости еден ден, да може тоа како некој вид на откуп или компензација да нахрани еден сиромашен. Меѓутоа, сега овде, кој е тој што не може да испости? Тоа се, значи, овие хронични болни луѓе кои што нивната болест ќе трае целиот живот, до крајот на нивниот живот. Ако имаме некој болен, кој што има терапија, да кажеме болеста е привремена, трае месец или два или три, и се он во тие 3 месеци мора да испие таа терапија, но после во четвртиот месец нема терапија. Тогаш таквиот човек не може само да плати фидја и со тоа да се заврши неговата обврска со постењето. Туку тој е должен, како што е должна и жена која што е во хајз, нифас или во менструален. Да појасни дека обврска е или на постувањето или фидијата. Двете не се обврска. Двете не се обврска, така. Да биде појасно за Па сега, да, така е, меѓутоа ако човекот, да кажеме, се подобри состојбата? Не, може да е должен да го пости и сега ќе каже јас ќе го постам, но подоцна ќе му дојде ситуација да не може. Тогаш, иако имал обврска да напости и сакал да го напости тоа што го... Тогаш сега веќе он преминува од една категорија во друга. Да, тоа може исто така да се случи, но
Но не може сега некој да плати фидја, после тоа чекај, сега сум оздравел и сега што правиме? Значи, затоа треба да за такви работи треба да имаме еден, дури и докторите треба да ги прашуваме тие доктори кои што ги знаат правилата на постот, муслимани кои што знаат дали може или не може, дали таквиот човек ќе му пречи постот или нема да му пречи, бидејќи има доктори кои што не ги знае овие работи, само ќе кажат ти не можеш да постиш. Многу луѓе сум сретнал кои што постот им помага во нивната болест. Значи самите почнале да постат и виделе дека постот всушност им помага во таа болест, а доктор им кажал не смееш да постиш. Значи сега гледаме тука контрадикторност. Значи не значи дека секогаш ако докторот кажал немој или не смееш, дека и не смее. Но ако човекот добил од докторот такво мислење и совет да не пости, почнал да пости и приметил дека навистина болеста се влошува, дека постот не му помага, дури му го влошува, му ја влошува ситуацијата и состојбата, тогаш, значи он веќе знае дека такво нешто не смее да продолжи и дека треба тие денови кои што не ги постел после Рамазан, може да почне да ги пости веднаш после Рамазан, може да чека до следниот Рамазан, па пред самиот Рамазан, следниот Рамазан, да почне да пости, значи може да бира денови, особено овие денови кои што се пократки, полесни се, да се во нив човекот да ги испости, да ги напусти тие денови, што пак не е проблематично, може тоа да го направи, така да имаме тука една ширина на можности и на олеснителни околности кои што може да им помогнат на луѓето да сепак ибадетот го направат онака како што Аллах ќе биде задоволен од нив. Што е со луѓето кои што се на умра? Што им препорачувате? Дали тие во која категорија влегуваат? Дека јас минатата година бев и по препорака на ефендијата ние постевме, мислам, сите постат таму. Дали тие се изземени од тоа правило или пак може да се прдржат доколку некој сака? Мислам дека пред малку одговоривме на прашањето, значи генерално сега може би овде прашањето е што препорачувам јас како јас организатор на умри или што би направил јас. Да, тоа е конкретното прашање. Конкретно јас би постел. Значи ако јас би бил некој водич на група на луѓе кои што се тргнати на умра, јас би им за Рамазан, се разбира, јас би им препорачал да постат. Но секако доколку може да се случи некој да се чувствува лоше, мислам дека тоа се имат случајно да дехидрира, зависно сега аклиматизација има период кој што треба да се пријде. Имаме тука патување можеби со автобус, со авион, сега имаме лоши услови, пешачење, така е. Да. Имаме зависно во какви услови се наоѓаме, но ако некој каже ја не можам да постам, значи сигурно не би му кажал немој да го правиш. Значи таквиот човек би го поддржал, не можеш да постиш, немој да постиш. Би го советувал, ако не пости, јавно да не јаде, на улица, пред другите, значи да јаде некаде во своја соба и инкогнито, што ви рекле, да пие, да јаде, но тоа да не го прави јавно, но сепак дозволено му е и она преска како заклучок го кажавме, дека он, според овие правило, он има право да не пости. Но во месецот Рамазан умра е како хач и тие севапи кои што би ги добил човекот да ги пропушти, така некако. Ја мислам дека со тој не е отиден, значи да прави дополнителни ибадети. И одредена помош човекот добива духовна на тие места во тој свет, на свето место да бидеш во свет месец, тоа е дупла добивка, да кажам, и не би требало да се пропушти на такви места и во тоа време. А што е со децата, на пример, од која годишна
возраст се препорачува да почнат како е фазата на привикнување. Да, исто што се подпрашање. однесува за децата и тука имаме неколку мислења. Главен е хадисот каде што се спомнува дека жените на асхабите, нашите сахабики, како да ги наречам, со термин најубав за нив, дека ги учеле своите деца и им давале некакви играчки за да се занимаваат со нив, за да заборават на времето и на постот. Значи, со ова оние ни кажале дека нема некоја граница и дека секој родител треба да процени. Мислам дека и нашите баби, мајки исто тоа го правеа со нас. Секој, дури неколку пати слушнав разни приказни или не приказни, ова е реалитет, каде што нашите мајки, нашите баби измислуваа некакви правила, сега можеш да постиш до толку, па сега види јас ти ќе јадеш, па јас ќе го зашијам тоа што е вака некои, значи им даваат на децата можност за да се привикнат. За да се привикнат, да. Ќе постиш до 12, до 12, па малку ќе јадеш, па после ќе продолжиш. Ама тоа нема да ти го расипе постот и нема да ти го прекине постот, значи гледаа на секој начин децата да ги научат тие да се чувствуваат дека и тие се дел од тие постачите. Иако правно не се. Но има и деца кои што на овој начин, значи некои жени, наши мајки ги учеа, у смисол им дава некакви обврски, ова или она, или гледа да, иако се не можат веќе да издржат, не им даваа да јадат, туку само им даваа вода да пијат. Значи, на било кој начин, ако човек гледа да може да го научи детето, дали временски, дали со недавање на храна или само вода или на овој начин да му даде некаква активност со која што ќе заборави на гладот, тогаш тоа е според мене дозволена и можеме на тој начин децата да ги учиме, па дури тоа да биде, например, еден ден да пости, еден ден да не пости, или да пости, да кажеме, да, првите 3-4 дена или една. Тоа први 15-30 може малку да се развие погрешно. Кај нас постои една, да кажем, дезинформација, дека постот е само 3 дена, првиот, 15-тиот и 30-тиот ден. Затоа, за да го избегнеме тоа, да не го научат тоа, ќе им каже постиш кога постиш, не постиш кога не постиш. Да, тоа е сега. За нив постот не е обврска пред таа полова зрелост. Но постот е валиден доколку ги исполнат сите услови. Така е, тие ќе бидат наградени исто како и возрастните. Како и возрастните. Апсолутно ќе се имаат награда. Постот за нив не е обврска, било кој има да ги прават децата, тие ќе имат, но нема да бидат прашани. Зошто си го расипал, зашто ако детето попие вода или нешто направи што го прекинува постот, тие нема да бидат за тоа прашани, нема да имат одговорност. Хоџа, би сакал да те прашам за старите изнемоштени лица. Субханаллах, да не сочува од тешка старост. Има луѓе кои што веќе се во длабока старост и кај нив веќе постои таа деменција, забораваат, може имаат некои проблеми со свеста, не знаат каде се губат и во простор и во време. За таквите луѓе, дали останува обврската се плаќа фидија или пак тие се ослободени од обврската на постот? Затоа што знаеме дека еден од условите за постот да биде валиден е да биде човекот разумен, значи да биде при здрава разум и свест. Тука сега треба да се приде на секој проблем индивидуално. Да, некои случаеви може да имаат обврска како фидија, некои па мислам дека и немаат обврска како фидија, бидејќи губењето на разумот веќе со тоа се губи и смисол на шеријатските обврски, да. Било да е тоа намаз, било да е тоа пост, било да е тоа било кој друг. Значи ибадет
ние гледаме дека сите ови исламски зналци кога дефинираат кој има обврска да клања, кој има обврска да пости, секогаш се спомнуваат исламот, се спомнува разумот, се спомнува слободата, значи тоа се тие категории кои што и и да е полнолетно. Значи ово ако го немаме, веќе паѓаат сите останати причини или паѓаат сите обврски ако човекот е роб, ако човекот нема разум, ако човекот не е полнолетен, значи сега има некои состојби каде што тие се привремени, се менуваат, кога се менуваат, сходно на состојбата се менуваат и прописите. Да. Но, доколку состојбата е перманентна, тоа е веќе фетвата е перманентна. Тогаш за него важи едно правило до крајот. Сега, затоа реков, треба да се види за каква поединечно и според тоа да се каже. Има, можеби, луѓе кои што се очекува од нив да состојбата да се подобри и таквите треба да се сочека, да се види дали може да дојде до подобрување, ако може, тогаш тие да им се каже да ги испостат тие денови во кои што не биле свесни или не знаеле од тие денови дека не постеле, но ако се види дека тоа не може да се случи, тогаш фидја е секогаш тука може било кое време она да се примени како лицето што е во кома, не се знае дали ќе се разбуди од кома, што со таквата? Дали за него треба да се плаќа фидија или пак се смета како дел од тие луѓе кои што го имаат, не се свесни, не се при здрав разум? Па моето мишлење сега тука немам одговор кој што би бил универзален одговор. Да, значи, зашто? Затоа што тоа е многу ретко се случуваат такви ситуации и затоа што се многу ретки, затоа и самите фетви се ретки од таа гледна точка и самиот Аллахов пратеник немал таква ситуација, па да одговорил јасно, децизно, дека се случило, па сега да ми е според таа фетва на Аллаховиот пратен, но ги дал, така, не ги дал тие водечки прописи според кои што ние бази, да кажеме, според кои ние после тоа ги надградуваме фетвите или според нив излекуваме од контекстот дали треба или не треба. Но некогаш дури и сите овие учењаци, сите овие зналци од овие 4 месеви, да ги спомнам сега како најраспространетите, користат ист хадис или ист ајет, но поинаку го разбираат. Извлекуваат, различни заклучици. Затоа и овде работата е иста, дали да се иде со фидја, или пак да почека дали ќе се разбуди, да се види дали он ќе биде во можност да го надокнади тоа што не го постел или нема. Бидејќи никој не може да каже кога е некој во кома, дали таа кома ќе трае 5 дена, 10 дена, или ќе трае 5 години, 10 години, или може да трае до крајот на неговиот живот. Состојбата на неговиот мозок, дали кога ќе се освести, дали ќе биде при здрав разум, дали ќе биде свесен. Така за таквите луѓе, моје лично мислење е дека треба да почекаме, да видиме, да биде појасна ситуација и доколку истиот. Секако тука се консултираме и со лекарите. Така е. Посебно оние лекари кои што се верници, кои што може да дадат по-адекватни и по-соодветни мислења. А за лицата кои што имаат диабет, инсулинот, дали го прекинува постот или не го прекинува постот? Оно што можев тука, истражувајќи за овој проблем, што можев да видам дека повеќето исламски зналци сметаат дека инсулинот не го прекинува постот. Особено во ханефискиот мезхеб, прекинување на постот се случува кога ќе влезе во внатрешноста на човековото тело некоја хранлива материја. Значи ова е еден,
како да кажем, една општа дефиниција или како гледаат на тоа зналците од ханефискиот мезхеб, а бидејќи инсулинот не е некоја хранлива материја, не е нешто што влегува во вената. Што регулира шеќерот. Тоа е хормон, не влегува директно во вената како што е, да кажеме, некоја инфузија која што човекот го храни и така натаму, не влегува низ такат, што ви кажа некој јазик. Така или дај една инфузија за такат. Или да се пие преку дали кроз уста или кроз нос или на некој друг начин да се внесува во внатрешноста на човековата стомак. Тука учењаците, значи зналците кажале дека инсулинот нема да го прекине постот и со тоа сите тие кои што користат инсулински инекции, значи можат без проблем да постат и да ги користат тие инекции се дават под кожа, не се длабински инекции, не се венски инекции кои што преку вена влегува. Иако имаме нели и мислење, но меѓутоа тоа го сметам како екстремно мислење или некако радикално мислење дека се што влегува во телото на човекот според некој, ама тие се индивидуални мислења на било кој начин, па дури да е тоа тврда материја, како што е шприцот, нели, инекцијата, која што е метална и влегување на металот во телото на човекот, некој го смета за расипување на постот, но мислам дека... Ако некој голтне нешто што не се смета за хранлива материја, голтне прашина и некој камче ќе му влезе па низ хранопроводот ќе дојде до желудникот. Во оваа ситуација, според ханефискиот мезхеб, дали тоа се смета за прекинување на постот или не? Сега овде имаме две ситуации. Дали нешто работи намерно или ненамерно. Значи, кај ханефискиот мезхеб е многу важна ситуација дали нешто сме направиле намерно или сме направиле ненамерно. Во смисол дали сме учествувале во тоа, како например да се играме со нешто, например да ставиме чечкалица, може да ставиме која што е дрво, која што или парче некое да држиме во уста, дали е метално или е некој друг материјал, каде што често пати се случува вон Рамазан луѓето да проголтат нешто што не е за јадење. Во таква ситуација, ако е ненамерно направено тоа, тогаш особено од заборав кога се прави такви работи не се земаат предвид, значи не го расипуваат постот, но ако човекот намерно го направи тоа, тогаш во таков случај он мора да тој ден да го напусти. Оđа, јас сакам уште неколку прашања да ги оставиме за следната емисија, пошто малце се одолжи ова. Би сакал само како последно прашање да те прашам. За инфузиите веќе спомна нешто, дека доколку се работи за инфузија која што. Но што за интрамускулните инекции што се ставаат во мускулот и кои што не се хранлива материја, туку се, например, антибиотици или пак се аналгетици за смирување на болката. Како е прописот за овие? Дали тие го прекинуваат постот или не? Да, и овде, значи, би кажал дека според она што можев јас да во истражувањата, бидејќи и тука велиме дека има различни мислења, дека повеќето исламски зналци сметаат тука влегува и инекцијата за вадење на зап, нели, за како анестезија, која што е локална, која што таа не влегува во утробата на човекот, во неговиот стомак и слични, значи такви инекции кои не се венски, подкожни, кои што се сите велат или повеќето исламски зналци велат дека тоа нема да го расипе постот кај човекот и дека особено ако е тоа кај екстремитетите, бидејќи човековото тело сепак внатрешноста на неговото тело е таму каде што торзото е таму каде што влегува храната,
каде што се цревата, каде што желудникот, хранопроводникот и понатаму каде што излегува таа храна која што е преработена. Значи овде е најголемиот, да кажеме, проблема, све што е периферно, нозете, рацете, тука веќе или главата горе каде што забите или ако е тоа некаде во черепот или слично, па и ушите можеме да кажеме, може да се користат одредени капки кои што заради воспаление и слично, но битно е да тие не допрат до натрешноста. Носот е веќе проблематичен, бидејќи преку нос е поврзан, може да влезе во хранопроводникот и затоа тука треба да избегнуваме такви капки, но користење на масти, користење на некакви препарати кои што се за кожа, мелеми и вакви инекции кои што се локални, повеќето исламски знalci сметаат дека не се проблем за нив, не е проблем нивното користење за време на постот. Може ќе ни биде често уште еднаш да не посетите, веќе сте дел од тимот, го рековме да веќе не сте гостите. Уште да се видиме, да се сретнеме. И има уште неколку месеци, не сакавме да се одолжи оваа емисија. Јас само би сакал ако може да чисто тоа требаше во почетокот да го спомнеме. Денес е 11-ти ден од постот, значи прв ден од втората третина. Накратко, спомнавме минатата емисија дека прва третина, втора третина, трета третина, кој што третата третина е можеби најбитна. Меѓутоа коментар мал, сите велиме отиде постот, заврши постот, 10 дена отида многу. Првата третина ја нарековме рахмет, милост Аллахова. Сега влеговме во втората која што е макфирет. Макфирет значи простување. Да, овде веќе е период каде што почнавме постот да го гледаме како некоја четка или како некоја метла која што мете, нели некогаш треба повеќе пати да чистилиш, да ја употребиш за да нешто биде почисто. Значи ако само еднаш поминеш, па нема веднаш да биде чисто, туку треба повеќе пати тоа да го направиш за да биде чисто, така и овде веќе 11 дена беа доволни да веќе сега гревовите почнуваат да се намалуваат и да се чистат и да дојдеме до тој момент каде што Аллаховиот пратеник рекол во еден хадис 3 пати амин се пренесува дека додека се качувал на мимберот, а неговиот мимбер имал 3 скалива и на секоја скала кажал амин, што не било вообичаено Аллаховиот пратеник тоа да го кажува кога се качувал на мимбер, па затоа го прашале асхабите да им објасни зашто го кажал, зашто 3 пати кажал амин. И тоа што им рекол на асхабите дека му дошол мелек Џибрил и дека му кажал 3 работи или ги проколнал 3 личности, 3 луѓе, 3 категории на луѓе. Едната е тие кои што го дочекале Рамазанот, а тој Рамазан не бил причина да им се простат гревовите. Другиот е тој што неговите родители се кај него, живеат заедно со него, а не ја искористил ситуацијата преку нив да влезе во џенет, бидејќи родителите и грижа за нив е причина да влеземе во џенет и некој да има родители, а сепак да влезе, да не заслужи влез во џенет, тоа е голема катастрофа. Како што и катастрофа со постот и третиот амин, Аллаховиот пратеник кажал, е за оној кој што во чие што присуство биде спомнат Мухамед алейхиселам, името, дали Мухамед или пратеникот или веровесник или било кој од овие термини да користиме, значи кога ќе слушнеме дека се зборува за Аллаховиот пратеник, треба да кажеме било која верзија од салеват или дова каде што
ќе кажеме Аллахуме салли аля Мухамед или салли алейхи или Аллахуме салли аля Мухамедин ва аля али Мухамед. Значи имам неколку верзии кои што можеме да ги користиме, било која да кажеме, значи ќе го постигнеме ова, да не бидеме проколнати или да бидеме дел од оние кои што нема да бидат спасени или да не бидат дел од овие за кои што Аллаховиот пратеник рекол амин. Ете, се надевам дека и ние сме дошле во овој вториот дел со простени гревови и дека постанатите денови уште повеќе ќе ги избришеме. Ја уште еден коментар видел. Мухамед алейхиссалам во еден хадис која се прашува за 1/3, вели 1/3 е дозволено да се остави како васиет, како тестамент на луѓето кои што не наследуваат, но вели 1/3 е многу. Што сака да каже Божиот пратеник со ова, дека ако поминала 1/3, значи дека поминало многу. И дека ние како верници треба да бидеме внимателни, да не допуштиме да не се случи тоа што му се случи на тој човек против кого доведе чинел дова Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем да биде да пропадне, да биде упропастен, да биде проколнат тој што го доживел Рамазанот и Рамазанот не бил причина да му бидат простени гревовите. Поштовани гледачи, ова беше подкастот Диван за оваа недела. Се гледаме следната недела со Аллахова дозвола. Асаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.